Образование генерално е многу важно право, воопшто во развојот на секоја личност, вклучително и во развојот на децата со попреченост. Не можеме во моментот да кажеме дека 100% од училиштата се подготвени. Радува бројката на зголемен број на деца со попреченост кои што влегуваат во прво, второ или основно деление. Прв пат и јас како родител доживеавме што значи детето да ти биде покането на роден ден. Па други деца да дојдат на роден денот на твоето дете, значи тие моменти не можеш на друг начин да ги пружиш на собственото дете, освен ако не роди во редовно училиште. Секој ученик има јаки страни, секој дете, секој човек има јаки страни. Наше е да ги пронајдеме, да ги воочиме и да покажеме, да си покажеме на нас самите, на нашите блиски, на нашето семејство и на општеството наше дека можеме, дека Филип е многу повеќе од дете со аутизам, дека Филип е многу повеќе од попреченост, дека тоа дете може со соодветна поддршка да направи вистинско чудо. Правото на образование, пристап и суштинска вклученост на децата со попреченост до редовните училишта. Ги резимираме изминативе 3 години, но и што понатак. Добро утро за нашата гостинка Бранка Джајковска, проектен менаџер. Бранка, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов. Драго ми е дека сум повторно гостин во вашата емисија. Целта на проектот, кога започна пред 3 години, која беше? Визијата, целта, која што беше поставена и од самиот донатор Европската унија, која што го финансираше овој проект во целост, беше да се поддржи вклучувањето на учениците со попреченост во редовните училишта. Тоа дојде како резултат на една законска измена која што предходеше на проектот. Тоа е Законот за основно образование кој што се донесе во 2019 година и кој што предвиде во следните 3-4 години она што беа порано специјални училишта да се реформираат и да станат ресурсни центри, да бидат поддршка за редовните училишта, а учениците со попреченост да почнат наставата да ја следат во редовни училишта. Тоа токму беше и нашата цел, да го поддржиме овој процес и тоа го правевме низа на активности во овие 3 години. Низа активности. Убави активности кои што подразбира вклучување токму на лицата со посебни потреби во целиот образовен процес. Но што понатака? Ајде веднаш да го одговориме тоа прашање, или завршува проектот на 31 август, па ќе се вратиме повторно на овие 3 години, бидејќи во земји како нашата, да, навистина се спроведуваат доста успешни проекти, но за дел од нив се добива впечаток дека после завршувањето заостанува институционалната поддршка, односно волја на државата и институциите заедно со невладините организации, со здруженијата да го продолжат заедно тој процес. Некако кога ќе секне поддршката од партнерите, од европските партнери и слично, некако како да креваме раце. Таков е впечатокот на нас граѓаните. Мислам, многу точно го кажавте. Главниот проблем и веројатно главната болка на сите нас што работиме во невладините организации, тоа што е со овие наши деца, да ги кажеме, овие наши проекти, што понатаму кога проектите ќе завршат. Тоа што овој проект направи за да може во некоја смисла да ја организира, да ја поддржи таа одржливост на проектот, беше и вклучувањето на Министерството за образование и наука од самиот почеток како партнер. Вклучувањето и преку советодавното тело на проектот и на Министерството за труд и на Бирото за образование, Бирото за развојно образование и на ЗЕЛС. На сите тие главни чинители ги вклучивме во проектот и информиравме навремено постојано во текот на проектните активности. Она што и нас еве во моментот најмногу не загрижува е делот на стипендирање на учениците. Тоа беше главна активност на овој проект. Повеќе од 470 ученици со попреченост беа приматели на стипендии. Нашиот впечаток во реализирање на овие 3 години соработка и постојана комуникација со овие семејства е дека дополнителна финансиска поддршка на овие семејства им е од исклучителна важност за да може децата редовно да посетуваат училишта. Така што во моментот вистина работиме со сите сили да можеме некако да обезбедиме да стипендистите продолжат да примаат стипендии. Се надевам и на некој позитивен исход и од централната власт. Направивме обид за соработка и со локалната власт. Се уште се тоа маличе корчиња, само неколку општини позитивно одговорија дека ќе ги преземат стипендистите од својата општина, но веруваме дека и со ваша вклученост, медиумска вклученост ќе го направиме тој
дополнителен притисок и кон општините и кон централната власт да се обрне внимание на ова веројатно најранлива категорија во нашето општество, да се подаде рака и да не дозволиме да никој дете остане затворено во 4 зида, да не посетува училиште, само заради тоа што едноставно дури за семејството невозможно да го пушта детето во училиште. Резултатите кои што ги остваривте овие 3 години се навистина одлични. Повеќе од 430 бројките велат вработени во училиштето, учествувале во обуки за поддршка на процесот за подучување на учениците со попреченост. Тука се 22 сензорни соби и така натаму. Би сакал и тој момент од овие 3 години да го презентираме. Моравме да дадеме поддршка на училиштата, не можеме да дадеме поддршка само на семејствата, тоа како што веќе напоменав од исклучителна важност, но мораме да бидеме сигурни дека училиштата ни се подготвени. Ова е за нив нов процес. Важна алка се од целиот процес. Апсолутно. Секој дете треба да дојде во училиште прво да се почувствува, прво да може да влезе во училиште, па да се почувствува прифатено во тоа училиште, па да може на соодветен начин и суштински да се работи со тоа дете во училиште. Сите тие работи се многу важни и од типот на, како што кажавте, градење на сензорна соба, пристапност на училиштето, но и јакнење внатре на капацитетите и на наставниот кадар, и на останатите родители на деца со типичен развој, и на родителите кои што се родители на деца со попреченост. Сите овие алки мора да се спојат во една целина за да имаме еден здрав, правилен систем кој што е функционален. Ние се обидовме на вистина да заземеме еден таков холистички пристап, да ги поддржиме сите овие алки во рамките на можностите на проектот, но потреба од дополнителна поддршка е потребна и во училиштата, и во делот на работа со наставниците и зајакнување на нивните капацитети, и во подобрување на пристапноста и инклузивноста на училиштата. Јас велам дека мислам дека треба се уште и како држава да инвестираме, а и ние како невладини организации им стоиме на располагање на сите училишта со совет и со тоа што ние досега сме го стекнале како искуство, да можеме да ги поддржиме. Така. Спроведовте и 2 кампањи за зголемување на свеста. Кажав, во тек е 3-та кампања, трейлерот што го представивме, дел од документарниот филм Повеќе од попреченост. Како помина кампањите? Можеме ли оптимистички да гледаме и кога зборуваме за свеста, промената на свеста? Кампањите поминаа одлично и во однос на гледаност. Многу сте заслужни вие како медиуми, особено изразвам благодарност за вашата медиум кој што низ 2 кампањи бесплатно не поддржуваше и ги покажуваше тие видеа, и сега повторно и со документарниот филм. Мислам дека тој принцип кој што го поставивме ние како невладини организации и вие како медиуми допре до нашите гледачи. Ние навистина можеме да кажеме дека во овие 3 години сме сведоци на промена на свеста. И во училиштата го гледаме тоа, и кај наставниците го гледаме тоа, и кај родителите на деца со типичен развој. Многу е важно да стигнеме и до онаа фаза кога одреден родител кој што може би имал некој отпор да неговото дете учи со дете со попреченост, седне со вас и разговара зошто вие сметате дека детето може да дека 2 дечиња, едно со типичен развој, едно со попреченост, може да учат заедно. Кога ќе ги ставиме сите факти на маса, кога ќе ги видиме сите истражувања кои што покажуваат дека нема апсолутно никаков академски губиток за децата со типичен развој кога учат со детенце со попреченост во училиште. Напротив, имаме огромен развој на нивните вештини за соработка, емпатија, решавање на проблеми, бидејќи тоа се дечиња кои што од најмала возраст прифаќа дека сите ние меѓу себе сме различни и дека сите треба да си најдеме начин како заеднички да живееме во ово општество. Кога ќе дојдеме до тој диалог, верувајте, сите овие родители кои што можеби на почетокот биле големи во отпорот, сега се наши сојузници. Така. Дефинитивно разговорите, социализацијата, проектите водат кон зближување, кон промена на нештата. Можеби кај нас некои работи одат споро, но јас сум секогаш оптимист дека работите одат во позитивна насока. Околу свеста за останатите сојраѓани не ни сакам да прашам и да зборуваме, бидејќи во 2023 година тие теми е веќе и срамота да се отвараат, бидејќи секој си заслужува да си го живее овој живот поединечно, како што треба да си го живее и како што некако што налага општеството. Така да се надевам дека и во следното наше видување ќе зборуваме за вакви проекти кои што значат не само зголемување на свеста, туку и практични примери како може да им се помогне на лицата со попреченост. Ви честитам за изминативе 3 години и да се надевам дека и по 31 август да се надеваме ќе ја добивате поддршката од институциите за да пред се лицата со попреченост не се почувствуваат сами.
дека кога завршува еден проект и на тоа чувство не треба да заборавиме. Сигурно овие 3 години биле и уживање за нив со целата поддршка. Ви благодарам многу на овие зборови за мотивација. Како што кажав, и по завршување на проектот остануваме во контакт со цел да ја поддржиме оваа категорија и навистина да го свртеме светлото и потребата да се решат овие проблеми. Ви благодарам.